реакцијата кога објаснувавме нели како се користи тампони, дека треба да се стави внатре со прсти, тоа беше, мислам, скандал. Да, скандал. И потоа се префрливме на чашката, Тоа е што е, да, уште next level. Добро дојдовте на нашиот подкаст Црвени муабети, каде заедно со моите пријателки, кои што за кратко ќе ги представам, ќе направиме 5 емисии со сама краток подкаст поврзани со менструацијата. Многу ни е драго што имавме можност да си направиме еден ваков разговор на оваа супер важна тема. Овој подкаст е дел од регионалниот проект Our Bodies Are Not Taboo, или Нашите тела не се табу, кој што го спроведуваме во партнерство со сличните вакви наши организации од регионот, од Косово, од Албанија, од Црна Гора и со HERA организацијата од Македонија. И овој проект е поддржан од француските амбасади во сите овие земји во регионот. Многу ни е драго што денес одлучивме да зборуваме за една многу важна тема. Ќе гледаме од повеќе аспекти, нели, да зборуваме за менструацијата, која што решивме веќе дека опфаќа се живо во општеството. И економија, и здравје, и образование, и работни односи, политики и така натаму. Така што имаме многу што да зборуваме и затоа овој подкаст го именувавме Црвени муабети, за да кажеме најмногу што можеме за оваа тема, со цел, нели, да се информираме, да зборуваме на темата и да не остане табу, како што можеби се уште е. Денеска, нели, ќе зборуваме и често ќе се навраќаме на оваа студија која што ја правевме 21 година заедно со девојките од Пириот Скопје и со Реактор, истражување во акција. И таа ни е основа всушност за многу работи кои што ги правиме во моментов, во поглед на менструалната правда. Меѓутоа, конкретно за денешната тема, која што ни е поврзана со здравјето и животната средина, многу интересен податок кој што го добивме во клучните наоди од студијата е дека најпопуларни санитарни производи за менструална хигиена се влошките. Тоа се 91% од одговорите на анкетата и нешто помалку од четвртина користат и тампони, но само 8% користат санитарни производи што се за повеќе кратна употреба. Овој податок мислам дека ни е вака прво нешто најважно за денешнава тема, а ќе ја дадам збор на Наталија од Пириот Скопје да ни ја представи гостинката, а со нас е исто и Теодора од Пириот Скопје. Така што, ајде да почнеме. Здраво на сите. Јас сум Наталија од Пириот Скопје, ама уште побитна ни е Кате, која што нас од Yes for Less. Јас искрено би дала збор на Кате, сама да се представи и да не каже малку повеќе за Yes for Less, што работите, кои се вашите теми, кои ги обработувате најчесто, за што се залагате и слично. А и за себе да ни кажеш. Да, за себе, да. Здраво, најпрво фала на поканата. Ептен ми е мило што сум тука и што ме поканивте. Оваа ми е така една од, да речам, поомилените теми што секогаш ќе зборувам по другарки и по луѓе на Инстаграм профилот на Yes for Less и најчесто што гледаме дека луѓето не се доволно информирани, барем тука во Македонија. И баш ми е мило што веќе имаме некои 40 на минути да позборуваме и што повеќе луѓе да се едуцираат на оваа тема. Јас сум една од двете коосновачки на Yes for Less. Ние започнавме како Инстаграм профил, онака како хоби за делење на еколошки навики, што секој може да ги примени и да направи мала промена. Во август лани отворивме исто издружение, за да може да го амплифицираме, да, фала, нашето делување. И еве сега почнуваме да се вклучуваме и во некои поголеми проекти и други организации да се вклучуваат. Ама како што кажа и Јана, кога зборуваме за заштита на животна средина и за одржливост, таа ги опфаќа сите области од живењето и еве, значи денес можам да зборувам
за како менструацијата и заштитата на животната средина се поврзани, утре можам за транспорт и заштита на животната средина, значи може во сите различни теми, не сум експерт на ниту една тема, меѓутоа и мене и Сара, што е другата половина на Yes for Less, не интересираат различни теми и некако се надополнуваме. Меѓутоа тоа што, да речеме, специфично за нас е што градиме една екозаедница, односно луѓе кои се активно вклучени во дискутирање и преземање на мали чекори на сите овие теми. И нели сите луѓе имаат едукација или интереси во различни области, па така некако заедно може да дискутираме на различни теми, да предлагаме промени, да си делиме совети и слично. Да, баш baby steps. Мислам, тоа е некако важно, се чини важно за некаква промена. Па да, баш еве гостував на друг подкаст, изборувавме за ова дека барем кај нас и на глобално ниво, кога се зборува за заштита на животна средина, глобално затоплување, некако темите се прикажуваат многу големи и не знаеш од кај да фатиш и луѓето се парализираат Така е, и едноставно ништо нема да направат. И ние некако тргнавме од себе, као, окей, јас сум еден човек, меѓутоа јас нешто ќе направам, па ќе го пренесам на моите дома, на моите другарки, еве, баш ќе зборуваме после и за менструалната чашка, како јас почнав да ја користам и после, не знам, 10-15 другарки после мене почнаа да ја користат. Ќе навлеземе повеќе во таа тема, ама така тие мали навики се размножуваат, се заразни меѓу нашите блиски. Мене ми исто така многу мило што гледаме дека доста млади луѓе, млади жени пред се ги заземаат онлайн просторијата и никако, нели, како што кажа и ти почнавте на Инстаграм, слична е приказната со период Скопје, ние почнавме на Инстаграм, токму поради потребата она што ние го знаеме да го споделиме со поголема публика на луѓе на некој поразберлив начин. И јас дознав дека тоа уствари се вика knowledge translation. Да се преведе знаењето што го имаме на еден многу подостапен и поразберлив јазик, со цел да не ги уплашиме луѓето дека зборуваме за некои големи теми, многу оддалечени концепти, туку тоа е едноставно реалноста во која ние живееме, само што многу потешко ги препознаваме како такви. Да. И мислам дека оваа епизода е одлична, особено годинава. Овогодинешната тема на денот на менструација е одржлива менструација. И еве сега како прво така по-специфично прашање. Како айсбрейкер. Да, айсбрейкер. Фрли го айсбрейкер. И за да навлеземе и малку подлабоко, специфично за Кате, ама нормално теа Јана, би сакала да слушнам и ваше мислење. Како мислите дека менструалната хигиена и здравје се поврзани со заштитата на животната средина? Или кои се некои, не знам, специфични примери, политики или слично, каде што се гледа таа поврзаност помеѓу менструалната хигиена и здравје и заштитата на животната средина? Па вака, кога почнеме да зборуваме на темава, најпрво ми доаѓаат два аспекти. Значи, прво е отпадот што се креира од сите производи за еднократна употреба, исто како што е single use пластик, така се и производите за менструална хигиена. Пелените исто. Да, пелените исто. Поготово. Да, меѓутоа не знам, еве пример во Европа кога се збори за single use пластик, како нели чаши, вилушки, лажици, мислам дека обично не се вклучуваат овие производи. А чекај, нели ги забранија сега во Европска унија? Да, па тоа викам, не знам дали во законот се вклучени, мислам не, сигурно не се, затоа би што требало, да. Меѓутоа треба да се вклучат барем во категоријата, некако да се спомнат за луѓето да знаат дека има алтернатива, затоа што кога се зборува за single use пластик, значи има multiple use пластик. Само тука не ни доаѓа прво на памет дека има други опции. Значи прво е отпадот и второ е хемиските состојки, значи синтетички хемиски состојки што се користат за изработка на влошките, тампоните и слично. Нели, дел може да ги прокоментираме состојките, меѓутоа порано, еве тие што се постари, може би памтат дека имаше како памучни влошки што како пелени се осеќаат, значи беа онака дебели.
Ти кој ќе се наполнат. Да, да. И всушност што се случи со текот на годините, пластиката, затоа што е многу во некои аспекти е добар материјал затоа што има состојки, односно може да придонесе за целокупниот производ тебе да се направи полесен, потенок, повеќе да абсорбира и слично. Меѓутоа, нели има и контраефекти како што е загадувањето, потоа некои здравствени последици што се поврзани, не се потврдени. Мислам, ние никогаш нема да видиме од една употреба што е проблемот, меѓутоа еве пример мене пластиката во влошките ми предизвикува иритација. И после користам масло од кантарион за да ми се смири кожата. Поготово во летен период. Да, кога се носат. да, кога се Тоа е хорор. Хорор. Да. Така што тие два аспекти се, да речам, вака што ми текнуваат на прво, не знам, можеби вие имате нешто да додадете. Јас мислам дека пошто долго време работам на полето на сексуално и репродуктивно здравје и правејќи често се зборува за како има некоја поврзаност со животната средина, ама за жал мислам дека не е доволно зборувана тема кај нас и се сеќавам дека првпат кога прочитав нешто повеќе на темата беше во склоп на иницијатива наречена Environmental Week, каде што тоа е една цела недела на генерирање онлайн содржини и настани во физички простори на крајот на годината, каде што активно се зборува за поврзаноста на менструацијата, животната средина и здравјето. И тука мислам дека кога ги преведувавме овие содржини за период Скопје, Инстаграмот најмногу научив. Но што ми беше доста фрампатно е дека за една менструална влошка да се разгради целосно е потребно од 500 до 800 години. И тоа зборуваме само за една менструална влошка. А ние знаеме колку што каже Јана, кај нас менструалните влошки се најчесто користени. 91%, 91%, никој не користи само една влошка, значи тука баш станува збор за доста генериран отпад, што не знаеме што понатаму се случува со истиот. И исто така мислам дека и не се зборува доволно баш тоа што спомна за здравјето и за материјалите. Општо има недостиг на ресурси за истражување на женското здравје, на менструалното здравје, без разлика дали станува збор за производи, дали станува збор за апчиња, дали станува збор за менструални нарушувања. И мислам дека тек последниве неколку години се повеќе се зборува за малку поголема транспарентност во што се има во нашите менструални влошки, затоа што лично јас никогаш не ми текнало да седнам и да проверам, мислејќи дека нели државата и сите ги имаат најдобрите, дека сите мислат добро, некој мисел за јас да не мислам, ама гледам дека тоа не е случајот. Да, баш само да додам како што кажа, нели спомнавме дека проблемот е отпадот. И сега, доколку е мислам друг тип на отпад, пример пластична чашка, може да се рециклира. Меѓутоа проблемот е што влошките не може да се рециклираат затоа што се мешавина на материјали плюс има крв, значи или завршуваат на депонија или во земји каде што има печки за согорување, се согорува тој отпад што не може да се рециклира. Значи онака не може да кружи тој материјал. Едноставно мора да се фрли. Да. Меѓутоа сите овие информации сега ти прават да чувствуваш еден guilt trip, као некоја вина, дека сега ти ги фрлаш тие влошки. Мислам, тоа е во секојдневието и дури кога ќе возиш кола или што и да е, нешто што има импакт врз животната средина, тука е guilt tripот. Сега дали на вистина треба да зборуваме многу во овој правец, затоа што гледаме дека 91% од луѓето кои што одговориле на анкетата користат влошки. Што ни преостанува? Како да го менуваме ова? Дали на вистина менструалните чашки, иако се, да речеме, идеално, оптимално решение за ситуацијата, дали е сепак тоа нешто кое што треба да го промовираме и да го буткаме нанапред, затоа што постојат и други, како да кажам, препреки. Не можат сите, јас, например, не можам да ја користам чашката. Не, онака, убеди милион. Не можам. Што правиме со помладите девојки, кои што се, не знам, 14-15 години, дали треба да се инсистира да се користи чашката, дали доколку се инсистира треба да имаме едукација. Ние немаме сеопфатно сексуално образование, камоли за ова сега да зборуваме. Кога одиш на гинеколог и кога збориш за твојата менструација, онака малце, и те слушаат и не те слушаат. Зависи кој
кој каков нели доктор ќе му се погоди. Меѓутоа е проблем. Што правиме? Кој е патот кој што треба да се почне? И јас мислам дека може пред да почнеме кон патот да зборуваме за кои се видови на менструални производи постојат за повеќе кратна употреба. Ги имаме менструални завлушки за повеќе кратна употреба, имаме менструалната чашка и го имаме менструалниот диск, не знам колку си имате слушната сличен на концептот, малку е да, за повеќе кратна, исто така има гакички, што имаат како со вградена влошка. Така што тоа е една што кажа дефинитивно го разбирам, дека нели секоја жена има различни потреби, нормално дека некој можеби има страф или едноставно не може да користи поради било која причина менструална чашка, меѓутоа имаме други две опции што се доста солидни и не знам дали сте виделе нешто во на странскиот пазар. Има се повеќе и повеќе опции, значи различни типови на гакички, влошки со различна комбинација на материјали и доброто е што сите тие брендови нови што излагаат се многу транспарентни. Значи ако отворите, баш Сабајлево гледав една веб страна од таков бренд, значи сите се некако свесни брендови, мислам започнати од свесни луѓе, и транспарентно кажуваат кои се состојки, мислам од што се направени тие производи, зборуваат општо за менструацијата како табу тема. Дел од нив пример имаат кампања ако ти купиш една менструална чашка, они донираат друга менструална чашка во земји во Африка каде што има менструална сиромаштија, така што тоа пример јас го немам забележано од никој бренд што е за влошки или тампони. Мислам типичниве брендови што ги знаеме, мислам не дека ги следам на социјални медиуми, ама мислам дека да правеле некој напор во тој дел ќе дојдела некако информацијата до мене. Меѓутоа јас немам слушнато они дека нешто се залагаат за одржливост или да променат нешто. Да, овие компании кои што всушност нудат вакви одржливи решенија се е социјално ангажирани, се свесни. Само за жал некако и не се достапни кај нас. Мислам дека околу $30 се едни такви гакички, 30-40, да стасаат овде. Не знам на царина ќе им стаат едно 30% кај нас. Имам интересно искуство да споделам за ова. Значи јас тука знам за 2 места каде што се продаваат, се продава менструална чашка за влошки и гакички, не знам. Знам дека во Србија има еден бренд што продава влошки. И баш бев во контакт со едниот брендот тука што продава менструална чашка. Тоа е уствари една жена што била во Шведска или не знам имала некој пријатели или роднини, таму почнала да користи чашката што е од шведски бренд и била задоволна од производот и решила, затоа што тука работи во дистрибутивна компанија, решила да го донесе производот. И баш зборував со неа, викам како има интерес, мислам дали има интерес, како реагираат луѓето. И баш интересно што ми кажа е дека вика го понудив производот на неколку инфлуенсерки, значи онака да го тестираат или да платам за маркетинг и сите од нив ме одбија. Дека навистина? Да, не знам сега дали од срам или можеби е чудно да се рекламираат такви производи, меѓутоа онака баш револт ми дојде, знаеш, се рекламира мода, секакви глупости што не ни се онака потребни, неопходни за живот, меѓутоа теми за кои треба да се зборува не се, мислам, или работи што треба да се рекламираат повеќе, не се рекламираат. Баш поразително никако. Да. Баш ни фали можеби тој социјален ангажман кај инфлуенсерите, кај нас би рекла, ама мислам дека е доста поврзано со стигмата и срамот пак. Пошто не се сеќавам баш некој да зборува отворено на оваа тема кај нас. Епа тоа фали. Тоа го имаме забележано и на работилниците кои ги правевме со период. Мислам табуата околу тампоните се толку присутни кај нас. Особено нели заради тоа што тампоните што се најдостапни кај нас се без апликатори, кои се нели сам свој проблем. Ама нели најдостапните тампони кај нас се без апликатор.
И на работилниците, мислам, реакцијата кога објаснувавме нели како се користи тампони, дека треба да се стави внатре со прсти, тоа беше, мислам, Скандал. Да, скандал. Да. И потоа се префрливме на чашката, Тоа е што е, да, уште Next level. Да, next level, малку покомплицирана, нели малку поинтимно со себе си. И мислам дека и тука тоа има некој удел, нели, пак имаме многу стигма и околу одењето на гинеколог, зборување за било каква сексуалност или репродуктивното здравје кај самите себе. И мислам дека и тоа е дел од тоа што ги кочи особено младите за да се нели префрлат на менструални производи кои се за повеќе кратна употреба. А баш интересно, видиш, бар како што имам гледано во популарна култура или не знам, нели Америка ни е цело време пред нас, во Америка најмногу се користат тампоните. И тоа ми е чудно, баш кај помлади девојчиња, 12 години тампони користат. Баш ми е чудно како толку таму си има развиено таа култура. Не. Да се користи повеќе тампонот, а овде влушките. Зошто е тоа така? Значи, ја на кога што зборуваш, ме тикнува, имавме една кампања Раскине со метовите, имавме еден пост што беше дали нели раскинуваме со метовите, мито дека тампонот ја одзема невиноста. Јас не се зафркавам, дека во коментари мажите беа највокални, дека ние лажеме, дека тоа не е вистина, дека тука на крај на денот треба да сватиме прво дека невиноста е еден социјален концепт. И дека како таков треба да се надмина и тука кај нас се поврзува најмногу со тампоните. И мислам дека тука доаѓа стигмата од загрижени мајки или мајки кои не користат, затоа што пак на крај на денот менструацијата колку ние да сакаме да бидеме да се зборува најчесто се зборува помеѓу мајки и ќерки, се зборува во затворени простори, со друштвото не излегува на масата на се кога се собираме да имаме ручеци и слично, се шепка, мислам. Ние кога одиме на работилници имаме баш еден дел каде што зборуваме за различните менструални производи, затоа што еден дел од аспектот на управување со менструалната хигиена и со менструалното здравје е правење на изборот за каков менструален производ ќе користиш. Кај нас најчесто тоа доаѓа наметнато, најзастапени се влушките во продавниците, дома се користат влушки, за влушки се зборува, тие се промовираат најјавно на телевизија или пак доаѓаат компании во училишта. Потука мислам дека и несвесно се носи одлуката да се користат влушките. Ние баш го имаме тој сегмент каде што зборуваме за сите овие менструални производи. И интересно е што ги препознаваат, слушнале за менструална чашка, слушнале за тампон, ама не толку да се да дознаат нешто повеќе или самите да постигнат да користат. Затоа што за менструалната чашка, ја се навратам на твоето прашање што се е потребно, мислам дека никогаш не е one solution fits all. И не е никогаш проблемот или решението само да се користи едно нешто, без при тоа да се земат други работи. Предвид, како што кажа, образованието е тука многу важно, да се дадат точни информации, навремени информации за секакви менструални производи постојат, понатаму пристапноста и достапноста на јавни тоалети и места каде што може да се управува со менструалната хигиена е многу важно, особено кога станува збор за производи за повеќе кратна употреба. И на крај тука паралелно со тоа стигмата и кршењето на табуа, затоа што генерално од мојата перцепција е дека луѓето кои користат производи за повеќе кратна употреба, се луѓе кои се доста инволвирани во заштитата на животната средина и ова никако преминува од нивниот активизам на лично ниво. Мислам дека во другите области немаме таква корелација, многу лесно се направи поврзаност, ама многу потешко е да се направи таа мотивација и свесност. Извини, повеќе. Да, сакам да се надоврзам со мојата лична приказна за како јас почнав да користам менструална чашка, затоа што зборувавме дека нема доволно примери и дека најчесто тие луѓе што ги користат се луѓе што можда би се активисти за заштита на животна средина или заинтересирани за тие теми. Јас имам другарка од средно, она отиде, она има братучетка во Загреб и отиде таму едно лето на одмор и таму веќе сега не знам кога беше ова пред некои 5-6 години, веќе можеше да се најдат реупотребливи производи на пазарот, повеќе од, кај нас дека тогаш не постоеа. И братучетка имаше 13 години и веќе имаше почнато да ја користи чашката и почнала да изборува дека супер е задоволна се.
другарка ми имаше, не знам, може би 23-4 години и вика онака не се засрамив, ама бев како 13 годишно девојче може да користи чашка, па јас ли да не можам. И од таму као си купила, се мотивирала, она уствари ми го пренесе искуството мене. Почнав, јас ја нарачав истата, почнав да ја користам, ама мислам дека моментот е дека ако веќе знаеш барем една личност, една девојка што користи било каков друг алтернативен производ, веќе се осеќаш по сигурно затоа што нели што ти се случува во главата, што ќе правам ако ми се заглави чашката, на пример. И сега, да, ти може да контактираш customer support, ама може да вратат после 3 дена. Па ги се погоди, да, викенд. Да, ама кога имаш некој другарка, позната личност, што може да ја прашаш, тогаш се осеќаш многу посигурно. И така јас почнав да ја користам, јас после, не знам, ја префрлив на уште некој 10-15 другарки, исто имавме и на Јесфрлес пред некој 2 години пост. И ни пишаа многу девојки дека дете, како што кажа ти, дека слушнале, дека знаат нешто, ама дека се уште, знаеш, им треба нешто дополнително за да го направат тој пуш, односно да се одлучат да користат чашката. Така што мислам, треба се повеќе да се зборува за темава и да зборуваат луѓе што веќе ги користат или ги користеле во минатото, можеби ти да кажеш ја користев и не ми одговараше затоа што X причини. И некој што нели може ќе се пронајде, друг ќе рече јас ова сигурна сум дека нема да ми е проблем, па ќе се обиде да ја користи. Да, не знам, јас сменив 3 чашки или 2, не се сеќам сега. Некако тој вакуум што се создава, мене ми прави да ја чувствувам цело време, многу ми е непријатна. И не знам, може треба нешто да направам. Мојата драга колишка Елизабета ми е менторка некако во сето ова. Така што ќе треба, ветувам дека ќе се обидам, ама од друга страна и некако во самиот животен стил, мислам малце смешно звучи ова, меѓутоа во секојдневието, ако се случи дур си на работа, сега пак ќе треба да ставиш влошка, затоа што треба да одиш до дома ти е рецимо чашката, треба да е секогаш превриена. После што правиме со оние што имаат многу тежок флоу, како е проток кај нас? Да, тоа би било крварење, да. Да, крвав проток. Што имаат обилно крварење. Така што и тоа на колку време се менува, исто колку време се користи чашката, има ли некој рок? Да, има 5 до 10 години. Опа, тоа е долг период. Спомнавте и за цената, може да прокоментираме сега или после. Чашката кошта, нели има многу различни сега брендови, ама еве да речеме 30 евра. Да, минимум 1000-1200 до 2000-3000 сега чашките обично се изработени од 100% медицински силикон. И имам читано дека некои се пример, не знам, поквалитетни, односно помеки, не ги осеќаш толку крути, други се покрути, има различни димензии во зависност од тоа колкав ти е протокот, меѓутоа може за луѓето да изгледа нели на прва многу како скапа инвестиција, меѓутоа ако направиш едноставна математика, за една година ти ги исплаќаш парите. За помалку од една година. Да, за помалку од една година, така што тоа е пак во нели општо кон целите на одржливоста, дека многу такви инвестиции за реупотребливи производи на почеток се поголеми, меѓутоа ако сме свесни што нема да купиме понатака, се исплаќаат и треба само да ги испланираме финансиите. Луѓе, сакате да иницираме субвенции за менструални чашки? Може. Ако има за климатизери. Да. За точаци, да. Дајте и за менструални чашки субвенции да побараме. Ајде градоначалничката, може да се Веќе кога сме на темава, еве мојата козметичарка, што си обожавам. Светица, буквално. Голем поздрав. Таа користи менструална чашка и пред некое време зборевме на таа тема, нели, кои се придобивките. Мене секогаш тоа ми е, нели, првиот како чекор назад. Каде ќе
што ако треба да ја испразнам некаде кога сум излезена или надвор. Реално јавните тоалети овде не се Непостоечки се, да се разбира. реално да. Посебно, еве јас сум од Штип, малку е и таму покомплицирано. Во Скопје можеби тука некаде ќе се најде нешто, во Штип нема јавни тоалети. Но и многу од јавните тоалети не се, како што ги викаме, пријателски настроени кон менструација. Немаат лавабо во самиот тоалет. Малку е покомплицирано, еве во мол да излезам со панталони до пола, да се смени, да се измие тоа се. Замисли. Да. Луѓе, имаше една, извинувам, морам да ги улетам. Имаше една комичарка и го заборавив името. И една пријателка ми го прати и вика: вика, кога ќе ја извадиш чашката и го гледаш, вака, ниле ти доаѓа. Шок. Не, малце гадно се извинувам. Ама смешно. Да, баш така како чаш. Мисли си искачаш и... Јас се извинувам до техничката екипа за сите овие крвави муавети, ве молам, bear with us. Ова е нашата секојдневие. Да. Ама да, мене тоа ми е, секогаш првото нешто на кое што помислувам. Каде, ако нема каде. Затоа што пак и, валкано е малку на раците, па, комплицирано е. Кои се некои tips and tricks, кои се некои такви решенија за тој проблем, што може да го направи користењето на ваквите повеќекратни, менструални производи за повеќекратна употреба малку поблиски, полесни за користење. Ќе биде парадокс ако некој каже дека решение се влажни марамици, пошто и тие Да. Тоа е проблем. Да. Вака, значи кога некоја девојка ќе почне да користи менструална чашка, најпрво тоа што самите брендови советуваат е да почнеш полека да ја користиш чашката, односно да експериментираш на некој начин и да видиш колку собира таа чашка, затоа што има различни димензии, меѓутоа, пример, кога користиме влошка, не гледаме колку крв, многу е различно, немаш онака представа колку би можела да се собере. И всушност тоа што се собира во чашката е многу повеќе од што ние мислиме дека ни тече. Мене еднаш ми се случи, луѓе, да заборавам дека имам добиено. Онака, како толку што не ја осеќам и што ништо, немаш ништо. Нешто поминаа како 12 сати, треба да се менува на, максимум 8 до 10. И ја таква бев колеле, чека, ќе умрам сега, заборавив дека уопште имам добиено. Ама после си научив, пример, знам дека, првиот ден, ако ја сменам 3 пати, сум окей, вториот ден 2 пати, третиот, четвртиот, 5. Зависи кога ти е ама протокот е, секоја жена си има некој стандарден проток, доколку нема некакви хормонални пореметувања и слично. Така што тоа е прва работа. Втора работа е дека не мора секогаш да се мие чашката, кога, пред првото користење, пред секоја менструација се врие. Меѓутоа ти потоа кога ќе, пример, еднаш е ставена, ја вадиш, може само да ја испразниш и со хартија да ја извришеш. Сега подобро ако носиш палома од дома, затоа што исто хартијата што е во јавен тоалет може некои бактерии да се налепат, доколку нема лавабо во самото WC. А исто така не ја пиеш. Да, не ја пиеш. Трета опција е комбинација на различни реупотребливи менструални производи, затоа што, пример, мене лично веќе 4-тиот, 5-тиот ден имам многу слаб проток и ми се ствара вакуум и тешко е да се извади, затоа што има многу малце течност во чашката и тоаш не можеш да ја извадиш. И пример за 4-5 ден може да се користат влошки. Или пример, не знам, ако првиот ден ти си, не знам, на работа или на училиште, можеш за 8 сати или тамо 6 сати да ја носиш чашката, кога ќе извадиш, си ставаш влошка и само ќе си излезеш, ќе ја измиеш и ќе си ја собереш и после дома пак ќе ја ставиш. Така што или менструални гакички. Да, или да. Така што мислам дека може да се комбинираат
Значи си има производите. транзиција некако. Да. Кога ќе почнеш на почеток да користиш, си Да. има некаква транзиција. Да. Исто кој не е пример кога одиме на одмор, мислам многу жени користат тампони само кога одат на одмор, така што пак и тоа е комбинација на нереупотребливите производи кои постојат. А дали, например, има некакви последици по здравје, зашто знам дека со тампони се случува, кога заборавиш Да. некако 10 сати. Нели ако заборавиш Да. дека имаш добиено? Дали во случајот со чашката има такви последици за здравје? Имам читано на темава, затоа што мислам дека кога го објавивме постот на Yes for Less, некој немаше пишано нека загрижена жена. Има некои студии на случаи дека сега не ми текнува што точно се случило, ама мислам дека шансите се премали. Можеби ако ептен долго ја оставиш, што нели ти влошката не ја оставаш толку долго. Меѓутоа од тоа што читав, значи нема дури големи студии што се спроведени, ептен се мали шансите доколку се следат упатствата што се од самиот бренд и исто според моја логика да имаше многу такви случаи, тоа стварно да беше како потенцијален проблем, немаше да излагаат толку нови брендови да се шири тоа движење. Мислам, немаше да има побарувачка. Па добра, ми за тампони има побарувачка, ама поентата е да се следат на некој начин препораките што се зборуваме за синдромот на токсичен шок. Така што Да, тоа беше. Баш и кога читав на темава, прочитав конкретно за Каталонија, дека 23% од жените повторно нереупотреблив производ заради менструална сиромаштија. Така што и тоа е тука. Да. Например, ако сме кај влушките, ева ти донеса. Донеса 2 пакетчиња. Поклони. Ајде да не ги читаме сега фирмиве кои се, ама ти како технолог, не, женски род, технологина. Да, не знам како. Малце е тешко антрополог, технолог, али еве ќе се согласиме. Технологин. Малце повеќе е стручно да ни кажеш за состојките на влошките и конкретно што пишува тука и јас што се запрепастив од фактот дека компаниите кои што ги произведуваат овие производи не се обврзани да ги впишат сите состојки. Зошто е тоа така? Јас не знам. Ниту во Европска унија што би се очекувало ако веќе негде има таков закон таму да е, или во Америка можеби, меѓутоа можеби вие знаете повеќе. Јас искрено не знам, ама би го препишала тоа на недостатокот на жени на позиција на донесување одлуки, застапување, жени во STEM исто така. Така што мислам дека повеќе тоа кога нема да се покрене иницијатива или нели немаш потреба или не знаеш дека тоа важно, претпоставувам. Пошто маш ако го прашаш, мислам дека не го интересира што има влошки. Ајде да прокоментираме генерално што состојки има. Значи првата состојка е памукот, што може да биде онака традиционално одгледан или органски. Сега во памукот што не е органски, за неговото производство може да се користат пестициди и инсектициди. И тоа може да продре во нашиот крвоток. Прочитав дека преку вагината абсорбираме 15 пати повеќе било кои состојки ќе дојдат во допир него што абсорбираме орално, што е застрашувачки факт затоа што се што ставаме таму полесно влага него што би внеле орално. Друга состојка е пластиката, значи различни видови на полиестер, полиетилен и слично, што најчесто се користат или за обложување на влошките или тие што се крилцата од страна, исто така како што кажавме претходно, за да се направи по-тенка влошката, затоа што полиестерот има добри абсорбциони својства. И тоа на еден начин помага, на друг начин во допир сме со пластика 7 дена од месецот. Нели знаеме веќе дека преку вода внесуваме микропластика, не мора баш и од ваму да внесуваме ако веќе имаме различни опции.
Друго се користат лепаци, нели, за да се залепи самата влошка и најверојатно за сите тие различни материјали да се залепат меѓу себе. И има други состојки, како например вештачки парфеми, што сигурно сте приметиле дека некои влошки мирисаат, мислам јас За Не убаво да ти можам, да, мириса. да. да, и тоа е, не знам, мислам, онака, ако почнеш да читаш зошто се користи тоа, ти всушност ако ја менуваш влошката на Времено, времето да, колку што да. треба, нема потреба од никакви парфеми, тие парфеми се нели синтетички состојки и исто така како што рековме мислам тие уствари испуштаат едни соединенија што се викаат органски испарливи соединенија. И тоа во лето и во комбинација со Да. крвта не е добро. Така што Ова беше тоа што ситуацијата- излистано исто така, не тоа што не е излистано, Аха. што не знаеме вајда што Па би имало. да, не знам, има сигурно некои други можда состојки за општо подобрување на производот. Чека, има, исто така се додаваат фталати. Тоа се исто синтетички соединенија што се додаваат за пластиката да биде помека и потрајна, затоа што сигурно имате приметено вие што се влошки, ве пример само од памук, кога ги носиш повеќе време се распаѓа памукот. И сега нели тоа не е добро, меѓутоа другава опција се Излегува дека подобро. Да, подобро. Така што не знам, јас би им препорачала на сите да погледнат, мислам јас еве затоа што ми се скина држката на менструалната чашка и затоа морав да купам влошки и мислам дека пола саат седев во супермаркет и пак онака не можев да најдам нешто што сум сигурна дека е окей, затоа што не знам, пример тука пишува 100% памук, меѓутоа после со мали букви пишува дека тоа е само горниот слој и после со мали букви од страна пишува се што друго има. Така што многу користат маркетиншки трикови, еве пример тука пакувањето е зелено, нешто памук, едно друго и ако не посветиш доволно време да видиш што има, ти изгледа како супер ова зелено е. А интересно е како еден производ е зелен и добар, а другиот не е зелен и сега што значи Да. дека другиот пуштете. Да, а од истиот бренд се, така што А фасцинантно кој не би сакал подобро за него, нели? Имено. А фасцинантно е како многу ретко се прават истражувања за тоа што содржат овие производи. Јас имам гледано, мислам и Теодора, едно видео од наша соседна Србија, каде што има една девојка, баш мислам дека е она технолог, и има правено испитување, но не успеавме да го најдеме повторно видеото. Меѓутоа, фасцинантен е податокот, сега го прочитав брзо, дека во 2023 година за прв пат се користи крв за тестирање на менструални го имам, продукти. мислам, прочитам. Да, Предходно да, да. вода се користи. Предходно вода, во рекламите има гелови, Да, секогаш. да. Тоа е... Секогаш се плави. Да. Од некоја Се причина плави. секогаш се плави. Па плава крв. Да. Океј. Дали имаме уште нешто што испуштивме да го кажеме или може да... За крај, уште нешто да додадам. Јас инаку моментално живеам во Барселона, односно на релација Барселона-Скопје. Да. Следниот подкаст го снимам во Барселона, Барселона. може на гости да ми дојдете. Нешто што неодамна се случи пред месец-два таму, конкретно во Каталонија, значи не во цела Шпанија, е дека каталонската влада донесе нов закон дека ќе дава реупотребливи менструални производи на сите жени што се официјално вклучени во здравствениот систем. Како функционира тоа? Има апликација од здравствениот систем во која одиш и си бираш во која аптека сакаш да го подигнеш твојот производ. Гениално. Леле, предобро. Јас бев као, о мај гад. Вириков ја субвенци. Да, значи возможно е. Вау. И ги има трите опции, значи менструална чашка, гакички и реупотребливи влошки и може да подигнеш еден од нив кој мислиш дека ти одговара највеќе и исто така фармацевтите од аптеките се едуцирани за да им објаснат на жените како се користат ако не знаат
како се користи тој производ. И баш исто на кратко погледнав што се случува во светот или во Европа и изгледа како Каталонија да е уствари првиот Лидер. регион, односно Да. прв пат во Шпанија се случува да има субвенции за реупотребливи менструални производи и мислам дека е многу паметен чекор затоа што они решаваат многу проблеми наеднаш, значи менструална правда, заштита на животна средина, здравје и во буџетот, мислам, ако креираш буџет за вакво нешто, има многу повеќе смисла затоа што еве ти да делиш бесплатни менструални производи треба цело време да делиш и тоа доаѓа повеќе трошок него оваа опција, така што има надеж. Да, Шпанија во последно време е прекрасен Менструална пример правда. за менструална правда. Сам стварно Заедно со Шкотска? Да, и Шкотска, да. Така да. Значи производителите на влушки dislike this. Да. Ја не знам. Ама стварно ништо треба Angry react. да направат некоја транзиција и они како што ние ја правиме. Дефинитивно. Супер. Добро, привршуваме. Да. Ката, фала ти многу. Yes for less. Фала ви на вас. Да, фала ви на сите, фала на техничка екипа, извинете за сите крвави мовети, ама тоа ќе мора да го трпите овие 5 емисии со нас, а може ќе да знаете нешто повеќе. Сигурно. Океј, онда се одјавуваме и се гледаме следна емисија.